Од најголемите вистини е дека во услови на економска криза, кога голем дел од граѓаните крпат крај со крај, кредитите се гледаат како опција за преживување. За многумина брзите кредити и лесното задолжување се олеснителна околност, плюс да се избегнат долгите процедури и да се дојде до пари, а при тоа не се обрнува внимание колку навистина ќе ги чини брзото и лесно задолжување. Граѓаните се повеќе се задолжуваат, финансиските друштва тријат раце, а брзите кредити чинат многу повеќе од што нам ни се чини, на што треба да внимаваме кога ги подигнуваме истите. Разговараме со Весна Дишлиевска од Македонското здружение на млади правници. Добро утро, Весна, и добре ни дојдовте. Добро утро. Разговорот го започнуваме со статистика која вели дека минатата година вкупниот приход на сите небанкарски финансиски друштва што се занимаваат со кредити, ги има 31, можеби во меѓувреме пораснал бројот, ќе ни кажете вие, бил 46,8 милиони евра, нивната вкупна нето добивка изнесувала 10,5 милиони евра. Тоа се пари заработени од камати и од административни трошоци за позајмените пари. Колку лесното задолжување во подем говори податокот дека ако во 2015-тата брз кредит земале околу 14.500 физички лица, во 2020-та истиот го подигнале 124.000 физички лица. Бизнисот цвета на голама. Со самото подигнување на финансиските средства преку брзи кредити, поедноставните постапки и брзото време кое што имаме потребно на граѓаните да дојдат до тие финансиски средства, граѓаните го гледаат тоа како можност да ги прескокнат оние долги банкарски кредити, долгото време траење, долгата административна постапка, за да можат да дојдат до тие финансиски средства, имајќи предвид дека и со брзите кредити може да се земаат помали износи на финансиски средства. Во анализите зошто компаниите кои нудат брзи кредити наоѓаат плодна почва токму во земјава се нагласуваат две причини. Едната на страната на поборувачката за овие кредити, а другата на страната на понудата. На страната на поборувачката луѓето во Македонија се сиромашни, немаат пари за да ги задоволат основните потреби, па се принудени да се задолжуваат, а конвенционалните кредити честопати не им се достапни, па токму затоа посегнуваат по овие така наречени брзи кредити. Точно така, тоа е точно. Ако веќе сакате или повеќе да истражите во однос на самите видови на брзи кредити кои што ги нудат финансиските друштва, ќе наидете на еден многу интересен вид на брз кредит, тоа е така наречен брз кредит до плата. Под овој брз кредит од плата се подразбира дека доколку самите трошоци на граѓаните се повисоки од финансиските средства што ги добиваат месечно како плата, или пак ако граѓаните најдат на некаков ненадеен финансиски трошок во текот на месецот, да им се овозможува да земат брз кредит до плата, кој што износ ќе треба да го вратат со примањето на наредната плата. И промоцијата, односно начинот на рекламирање на брзите кредити е најчестата мамка за клиентите. Обемот на рекламирањето исто така, каде и да се свртиме низ градот, во некој киош ќе видиме реклама за брз кредит, се чини дека стратегијата за рекламирање многу прецизно се крои. Точно така, финансиските друштва спроведуваат своји моќни реклами, ајде како да кажам, како и на самите социјални мрежи, но така можеме сите да забележиме дека постојат веќе и реклами кои што се поставени на автобускиот превоз. Па така да граѓаните и оние кои што не се приклучени и не ги користат социјалните мрежи, можат веќе да се примамат на начин на рекламирање во автобускиот превоз. Од она искуство кое што го имате досега, која категорија на граѓани најчесто посегнува токму по овие брзи кредити? Најчесто брзи кредити подигнуваат граѓаните кои што имаат итна потреба на финансиски средства, нели со тоа оглед на тоа што кажав претходно дека се добиваат под лесни услови во доста брза постапка. Меѓутоа, на страна на лицата кои што навистина имаат потреба од дополнителни финансиски средства, кон брзи кредити прибегнуваат и лицата кои што имаат и солидни месечни примања. За да дојдеме до следното прашање, мора да кажеме неколку податоци како вовед во истото. Имено, основањето, работењето и надзорот на финансиските друштва се регулира со Законот за финансиски друштва, а и Министерството за финансии. И секоја компанија која што врши ваква услуга мора да го усогласи своето работење со Законот за заштита на лични податоци. Што ми е поентата, процедурите за подигнување на кредитот. Имено, компанијата мора прецизно да ги утврди личните податоци на оној кој што го зима кредитот, односно идентитетот на
истите. Изминатиот период имавме многу информации, да речеме, за граѓани кои што на чие име што се подигнати брзи кредити, а тие воопшто не го барале истиот. Злоупотребени им се личните податоци. Точно така, истражувајќи во однос на тоа какви кривични дела се евидентирани во однос на злоупотреба на лични податоци, разгледувајќи го дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи, наидовме на еден многу доста интересен предмет кој што се случил во јануари 2022 година. Станува збор за лице кое што има пронајдено изгубена лична карта. Па наместо да ја предаде во најблиската полициска станица, лицето во 3 наврати подигнува брзи кредити од 2 финансиски друштва. Случајот е пријавен во Министерството за внатрешни работи, го има во дневниот билтен на Министерството за внатрешни работи и поднесена е кривична пријава за злоупотреба на лични податоци и несовесно вршење на службата. Односно, тоа значи дека е пропуштен должниот надзор на вработените да го утврдат идентитетот на граѓанинот кој што го подигнува кредитот, имајќи предвид дека во конкретната ситуација стануваше збор за готовински кредит. Односно, не е самиот износ на финансиски средства да не се префрли на сметка, туку директно да се подигне од финансиското друштво. За уште еден важен аспект кога се брзите кредити во прашање, многу често граѓаните кои што земаат брзи кредити се доведуваат во состојба да не може да ги исплатат истите или пак не биле свесни за врските кои што со себе ги носат токму овие брзи пари. Но ратите стасуваат, врската секако останува. Имате ли поплаќи од граѓаните што не можат да си ги исполнат своите обврски и што правите во таков случај? Секако дека граѓаните оно што го земале како износ на финансиски кредит ке треба да го вратат. Меѓутоа најчесто граѓаните прибегнуваат кон следниве 3 опции. Тоа е или го продолжуваат рокот на исплата на она што го земале како износ од брзите кредити од финансиските друштва, меѓутоа заборавајќи дека на тоа продолжување на рокот на исплата се зголемуваат и провизиите и каматите, во зависност од тоа колку временски го продолжувате рокот на отплата. Понатаму граѓаните за да не задоцнуваат во продолжување на рокот на отплата, земаат, подигнуваат брзи кредити од други финансиски друштва за да ги покријат претходно земените кредити од други финансиски друштва. И на крајот како опција граѓаните разгледуваат земање на банкарски веќе кредит за да можат да ги покријат веќе заостанатите направените долгови. Според анализите, кога сме веќе кај злоупотребата на личните податоци, која што пред малку ја споминавте од билтенот на МВР, од 2019 до 2021 има 76 пријавени случаи за злоупотреба на истите. Кој најчесто го прави тоа, Весна? Најчесто личните податоци се злоупотребуваат од членови како на поширокото семејство, меѓутоа и на членови на поблиското заедничко домаќинство. Имајќи предвид дека помеѓу нив се искористува односот на блискост и доверба помеѓу членовите на домаќинството или поширокото семејство. Меѓутоа злоупотреба на лични податоци се сторува и помеѓу соседи, помеѓу лица кои што вака ќе најдат изгубен паричник или ќе се случува кражба или така натаму. Има ли можност и како може да се докаже целата таа процедура дека навистина лицето ниту барало, ниту земало брз кредит и дека всушност станува збор за злоупотреба на личните податоци? Зошто да го плаќа кога не го барало? Поконкретно, секоја ваква измама или секоја злоупотреба на лични податоци, јас ги охрабрувам граѓаните да веднаш да пријават во Министерството за внатрешни работи. Конкретно од почетокот на 2022 година до сега, Министерството за внатрешни работи има поднесено 9 кривични пријави во повеќе градови во Македонија. Каков е исходот? Имаме ли, да речеме, случај во кој што одреден граѓанин кој што бил злоупотребен не го платил кредитот? Јас се трудев да најдам некаква судска пракса во однос на ова прашање конкретно за денеска, меѓутоа не можев да најдам. Завршница, пресуда во однос на злоупотреба на лични податоци. Многу често при склучување на договори правниците посочуваат читајте ги ситните букви, фуснотите, бидејќи тие носат главната порака. Факт е дека многу мал процент од нас го прави тоа, а всушност фуснотите ги носат најголемите проблеми на граѓаните. При склучување на вакви договори, на што треба најмногу да се посвети внимание? Склучувањето на вакви договори е малце проблематично од причина што самото подигнување на кредити се одвива електронски.
Тоа значи дека кога веќе ќе отидете на страна веб страницата на некој од финансиските друштва, веќе имате вие купче за аплицирање. Значи вие ги пополнувате сите лични податоци, еве конкретно и ваши да се лични податоци. Потоа штиклирате едно квадратче, ако што се согласувате дека сте ги прочитале внимателно општите услови. Значи општите услови ви се провизија, рок на отплата и така натаму, значи подетално се регулираат во однос на договорот за кредит и други преддоговорни информации. Значи откако Кој банкарските ги има. Точно, кредити. да. И сега кога веќе ќе се согласите со општите услови, понатаму продолжувате кон одбирање дали ќе го вратите целиот износ на кредитот или тоа ќе ви биде ќе се враќа со месечни ануитети, односно рати. И понатаму дали сакате средствата да ви бидат исплатени на трансакцијска сметка или во готовина. На крајот веќе доаѓате до моментот на така нареченото подпишување на договорот, во кој што треба само да го штиклирате квадратчето дека вие сте се согласиле и сте ги прочитале договорните одредби. Ништо, договор црно на бело. Не. Што е пак со граѓаните чии лични податоци се злоупотребени токму за земање на брзи кредити? Кредитот и обврската дефинитивно се на нивно име. Што во таков случај? Граѓаните на чие што име е подигнат кредитот би требало да го вратат износот на кредитот. Затоа кажувам, било каков ваков проблем да излезе или да станува збор за злоупотреба на лични податоци, граѓаните треба да го пријават во Министерството за внатрешни работи. Тоа е постапка во која што самото Министерство си составува кривична пријава и ја доставува до јавното обвинителство по службена должност. Понатаму, доколку во постапката евентуално се утврди дека одредено лице е сторител на злоупотреба на лични податоци и измама, и како што кажав претходно, и други кривични дела, како например несовесно работење во службата, тогаш понатаму лицето кое што се јавува како оштетено може да предјави во постапката имотно правно побарување. Расте ли бројот на граѓани кои ви се обраќаат во Сдруженијето на млади правници на оваа тема? Што ги советувате? Поконкретно, во последниот период добиваме повици во однос на граѓани кои што сакаат да подигнат брзи кредити. Се консултираат што треба да направат? Не е дека сакаат да подигнат брзи кредити и ние секогаш им кажуваме дека е потребно навистина да ги прочитаат договорните одредби и условите под кои што го подигнуваат кредитот, меѓутоа и условите кои што се најважни, под кои услови они ќе треба да го вратат тој брз кредит. Овој разговор беше информативен. Никого не сакаме да покажаме со прст, туку да внимаваме дека генерално за било каков договор, кога го склучуваме, треба да бидеме внимателни, бидејќи договорот е работа на 2 минути, одговорноста е нешто што може да ја носат и генерациите по нас. Со самиот договор превземате уврска, која што ќе треба да ја исполните по одреден период. Да, и верувам дека вашите совети кои што утринава ги споделивте со нашите гледачи беа особено добродојдени за нив, особено во време кога секојдневно и насекаде, како што споминавме, сме бомбардирани со овие вести информации за брзите кредити, па затоа добро да се знае на што треба да се внимава пред да пристапиме кон истите. Ова се однесува и на банкарските кредити, не само на брзите, бидејќи веројатно и кога станува збори за банкарските кредити, иако ќе добиеме еден тон страници црно на бело што треба да ги подпишеме, многу мал дел од нас ги читаат. Точно, меѓутоа брзите кредити се кредити кои што се добиваат брзо, меѓутоа и треба да се вратат брзо. Тоа е особено проблематично, бидејќи за задоснување има навистина високи камати. Весна, благодарам за отвореноста, за соработка и информациите за нашите гледачи. Ви благодарам на поканата.